зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Не се обезхрабрувај. Разбушевен човек беше изфрлен од еден мал, ненаселен остров, беше единствен преживеан од бродолом. Секој ден ревносно му се молеше на Бог да го спаси. И секој ден го истражуваше хоризонтот барајќи помош. Но беше попустил. Најпосле успеа да изгради мала колиба од дрво, каде можеше да ги складира неколкуте работи што ги поседуваше, за да се заштити од сонцето и дожд. Сега барем имаше место каде можеше да го нарече дом. Еден ден, откако трагаше по храна, се врати и откри дека неговата мала колипка беше во пламен, а чад се извиваше до небото. Се беше загубено. Запрепастен и во неверие, тага и лутина, го крена лицето кон небето и извика: Боже, како можеше да ми го направиш ова? Најпосле западна во испрекинат сон на песокот. Рано следното утро се разбуди од звукот на еден брод кој се приближуваше кон островот. Дошол да го спаси. Како знаевте дека сум тука? Ги праша спасувачите изморениот човек. Го видовме твојот сигнал со чат, одговорија тие. И ти може би си избезумен од начинот на кој работите се одвиваат во твојот живот. Си доживеал бродолом и сега твојата колиба гори до темел и се што ти е скапоцено се чини дека ти се лизнува од раце. Но, пријателе, запомни, уште го имаш Бог. И тој знае токму каде си, дури на твојот пуст остров среде пустелија. Не се обезхрабрувај. Сред твојата болка и страдање, Бог уште действува. Твојата колиба што гори, тој може да ја употреби да сигнализира за помош од извор, кој никогаш не си помислил дека ќе дојде да те спаси. Многу пати писателот на псалмите се наоѓаше во ситуација кога очејуваше за човечката помош, а сепак знаеше дека може да смета на Бог. Тој напиша: Премалени ми се телото и срцето. Стено на моето срце и мое наследство, о Боже, довека. Псал 73:26. Држи се додека да дојде помош. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.